Мадам Батерфлај. Додека Батерфлај лежеше на сламеник, како овошка располовена со удар харикири, некој дотрча, некој тропна над зидовите хартиени и букнаа смртоносни витли и бездни. Таа го слушна гласот негов, клет, проклет, па почна да ползи како шарена гасеничка. На лактите и бочно кон затворената врата, заплеткана во фустан од небо, праски и месечинка. Брзајки, нагло со лицето на подот падна и помина преку неа широк бран од умора. Почна да шуми големата лепеза, црна и злокобна. Ги разбеа зидовите и цвеќињата, светот и Пинкертон. Другари и другарки, Звонко Димовски, професор, преведувач, поет, светски патник, човек кој се занимава на посериозен начин понекогаш и со култура. Мада сите овие работи се сврзани со култура, ако не се лажам. Да, гледај, се е култура. Една од моите омилени професорки секогаш викаше дека всушност културата е фолклор и дека сето она што го живееме, односно овој краток муабет што јас и ти го правиме, кога ќе го завршиме, тој веќе станува фолклор. Така. И некој дел од нашето културно наследство, културна меморија, за која што толку многу сакаме да љубиме, зашто ја имаме, зашто ја немаме или каква е таа културна меморија. Така да, добро кажа, јас и така љубам понекогаш да одговорам на тоа проблематично прашање, со што се занимаваш или која е твојата работа. Сега да го кажеме прво поводот. Емисија имаше порано една без наслов, но со повод. И за прв пат снимам емисија вака на отворено, на могила. Прв пат излегувам од нашава редакција. Немаше подобар човек од тоа да го направиме со тебе. Сега поводот е промоцијата на две книги од полски авторки, ти ќе ни ги кажеш кои се, ги држиш во рака, а препевот на двете авторки е твој. И едната од книгите, препевот на едната од книгите влезе во номинација за влезе за номинација за најдобар литературен превод во Македонија. Помина два круга, значи од 44 влезе во 10 најдобри, не влезе во последните 5, но тешко влегува поезија во последните 5. Па сега и во колку беа во конкуренција од почеток? 44. Од 44 да бидеш во први 10. Добро, втор пат ми е, се надевам третиот пат и во вториот, во последните 5. На трета мајка што би рекле во Прилеп, одиш, зашто во први 5 си одиш на прво место. Беаш пред некој време со Сергеј, со пејачот го правивме моето, дека на крајот на краиштата уметноста не е за такмичење. Така, уметноста не е за такмичење, уметноста не може, мислам дека и не треба да се вреднува во моментот кога настанува. Туку и треба некое време да отстои, да отспие, да конзервира, понекогаш треба и да се заборави за да повторно оживее, како овие две поетеси. Ајде се кажи некако се вика, ти може да се замуабетиме, да ги заборавиме, да ги држиш во раци. Бидејќи ајде и често разговараме, добро некој од нас да има некој увид во муабетот, зашто секогаш правиме јас и ти дигресија. Тој ни е омилената тема. Апсолутно. И најинтересно е сега да си на некој начин гостина, јас и ти имаме работена заедно емисија пред неколку години на радио. Ноќна емисија, јавен простор ноќе. Тоа не го спомнавме во представувањето, креатор на иницијативата Јавен простор или 99 како што знаат луѓето, Звонко Јавен простор. Так. Да. Конечно имам некој прекар, ако јавен простор може да се смета за прекар. Да, прилепчаници да нема прекар, тоа е малку веќе симптоматично. Добро е се роди. Добро, да им се вратиме на поетесите. Вчера ја имавме првата официјална промоција, но ќе направиме и следни во други градови во Македонија. Се заработи за две исклучително важни полски поетеси од периодот помеѓу двете светски војни.
најбурниот период во историјата на Полска, но истовремено најкреативниот, најдинамичниот и период кој што може би ја издиктира цела полска современа уметност после завршувањето на Втората светска војна. Тоа е Зузана Гинчанка, книгата за кентаурите. Кога Зузана ја напишала, ја издала оваа книга, имала само 17 години, а живеела само 27 години. А кога ти ја прочиташ поезијата, не личи баш дека го ми ја пишувала 17 годишно девојче, баш тоа беше коментарот на промоцијата. Токму така. Мислам дека ако воопшто не обрнеме внимание на нејзината биографија, ќе имаме впечаток дека ова ја напишала некоја зрела, може би средовечна жена која што има огромно животно искуство, која што пропатила, која што многу пати се влюбила, која што живеела низ неколку системи, транзиции, вредности, но иако таа имала само 27 години, сето тоа го живеела во тој краток период. Живеела и во Украина, и во Полска. Полскиот јазик, што е исто така многу фасцинантно, го научила сама, бидејќи во незиниот дом се говорел рускиот јазик. Таа под влијание на своите омилени поети и на една многу важна литературна група во Полска, скамандерите, почнала да се интересира за современа полска и самостојно го научила полскиот јазик. Неколку пати кажавме 27 години, што таа била убиена поради нејзиното еврејско потекло. Била убиена само 3 недели пред да настапни и ослободувањето на Полска. Но за жал било... Ме подсети со ова, сега добро е сосема различен контекстот, ама ме подсети на крајот на филмот Ништо ново на западниот фронт, кога војникот, главниот лик, гини буквално на неколку сати пред да биде прогласено премирието. Сосема е различен. Не го дочекува, го поминува на фронт, буквално ја поминува фронт целата војна. Со дигресите ние, така? Да. Дигресиите во случајов на Зузана и за Марија, втората поетеса, се многу важни, бидејќи кога некој авторка создавал пред 100-150 години, ако не успееме да го ставиме во современ контекст и не го објасниме неговото нејзиното делување во тој период, невозможно и да се разбере неговиот сензибилитет. Тој културолошки историски контекст е многу важен. Дека представиме Марија, ќе ни заврши прилогот. Јас да спомнам Марија. Сега спомнеј Марија, да работата е да не зборуваме многу, тие ни се само повод, имаме толку многу да разговараме со тебе и што сакаме, сме го разговарале многу намаса, сега дојде време да го снимиме и да си кажеме некои пораки кои што имаме, некои идеи, на крајот на кришта супер идеја ни добивме, онака тие спомна си качувајќи се по скалите на могилата, ама да ја спомниме Марија. Да. Марија е Павликовска Јасножевска, книгата се вика Розова магија. Прилично позната поетеса во Полска, која што е влезена и во канонот, за разлика од Гинчанка, која што била цензурирана и забранувана и актуализирана во Полска дури сега во последните 10-15 години. Марија пишува, може би е многу банално да се каже љубовна поезија, но ангажирана љубовна поезија, полна со носталгија, полна со страст и со многу опипливи и опојни слики, бидејќи била сликарка. Иако нејзините стихови кога се читаат делуваат многу едноставни, многу е тешко да се препеат, бидејќи таа пишува како да црта слика. Баш вчера, кога ми се јави вчера, денот кога ми се јави кога ќе го објавиме, па ќе биде некој понеделник, вторник, а може и во недела ќе биде, never know. Зависи како ќе стасаме да го измонтираме.
И как да проследиме бурниот прилепски културен живот? Апсолутно, апсолутно. Тоа е многу важна работа како ќе се проследи бурниот прилепски културен живот. Башко ми се јави и ја прочита песната што ти ја предложив, читам некоја друга и ми вика ова била сликарка, реков. Значи и без да го знам, тоа не ги знаев поетесите додека ги читав песните незини онака на кратко за пред да дојдам на промоцијата, навистина стварени бујни слики, ни многу шарени слики. Да, нема да првата песна што ја прочитав беше од Марија, но само еден стих на пример од има една многу убава песна слика персиски килим. Нема цела да ја прочитам, но тоа што значи кога сликарка пишува поезија. Ама види, прочита ја цела, ќе ти монтира музика, ќе види уште поинтересно. Еве, дека една песна може да биде слика, персиски килим. Жолтиот квадрат жално стоеше на црната дамка, гледајќи ги белите крстови како одат рака под рака. Додека средишниот украс, звезда со боја на грашок, испраќаше кон него со жаллива поворка од квадратчиња сини со мил изглед, кои го обкружија со срдечна тараба, а околу, молчејки, секакви чудовишта кружеа. Голем двоен крст, зелен, дупчест и гнил. Створение ко секирчиња и жолти ченгели, растрчани низ полето ко полудени овци. Оддалеко ги гледаат тажните триаголници, а од брегот одекнуваа од шарената препирка крици. Буквално може да си го доживееш тепихот што ти е веројатно дома. Сега вака ќе ти речем едноживели, прво да ти се множат преводи. Става ти. Второ да ти се множат твои стихови. Трето да ти се множа многу работи во живота. Тоа ќе ти кажам, ти си еден човек кој што го живее животот со полни гради и знаеш да го отсветиш, да го обоиш својот живот и затоа многу патуваш. Не знам како успеваш да стасаш на толку места, но валјда некој ден ќе го кажеш рецепто. Моабетов ми е, сакам сега да речеме си ги купите книгиве, навистина е одлична поезијата, особено вие кои што сакате поезија. Во кафулето Лувр не мора да ги барат во скопските книжарници. Да, значи 200 денари е книга, така? 200 денари, барем 250 оставете луѓе, мислам. Бакшиш за следната книга. Стварно. Да го заокружиме тука мојаветот со книгите и сакам да те вратам малку на јавен простор. Да се врати, да почне малку хронолошки од... Само пред да продолжиме, ако смеам, кога веќе зборуваме книгите, во издание на мама и ги работевме заедно со една фантастична авторка, мојата уредничка Оливера Андоновска. Што не сакаше да дојде да се снима. Ке се најде друга причина. Многу прониклива уредничка која што многу добро го познава јазикот и благодарение на неа овие книги, овие песни се уште подобри и поубави. Дизајнот на Марија го правеше Филип Јовески, а дизајнот на Закентаурите Христијан Нашуловски. И завршувајќи го овој дел можеби за преводот, секогаш имам потреба, а никогаш не сум ги спомнал, двајца луѓе поради кои прилично задлабочи во темата на преводот и препевувањето. Тоа е мојата професорка, една од најдобрите преведувачки во Македонија, Лидија Танушевска, и Мите Стефановски, кој што беше претходниот директор на Струшките вечери на поезијата. На овие двајца личности многу им сум благодарен за овој професионален дел од мојава. Овдека има еден куп книги, се повеќе денеска ќе не служат како сценографија, како... Ова луѓе има како трпна работа. Многу, значи не е играчка тоа. Некој цели вечери не спил со месеци, со недели за ние да имаме да речеме во случајов недобрата полска поезија да имаме на македонски. Отисите не знаеме полски, а што е најстрашно, не сме да пробуваме на Google Translate да преведуваме поезија.
вие. Така да затоа постоите вие како преведувачи, како препевувачи, да ни овозможите да читаме светска поезија на македонски јазик. И со тоа и се збогатува и се зачува и нашиот јазик, што е најважно. И се актуализира. Да, и се збогатува Гореков. 2017 се враќаме, прва година 2018. Се враќаш од Полска, каде што колку време си професор? Скоро 14 години. 14 години? Сега треба да викаш бивши професор, поранеш. Јас билам тогаш 2007 до 2017-18 си 14 години професор, еднаш професор, секој професор. Така ни старшија ме вика. Така, и јас да ти кажам, тржев неколку часови за јавен настап, веќе ме викаат и мене профа, што ми е многу смешно. Ама е супер. Поздрав до тај што ме вика профа, сигурно ќе гледам. Редовен гледач ми е на сите емисии. 2018 се враќаш во Македонија од Полска. Зошто побого од Европска унија се враќаш во Прилеп? Това и после толку години се уште едно од прашањата кои што постојано некој ми го поставува. Тогаш во тој момент мојата голема одлука не беше јас да се вратам во Прилеп и во Македонија. Мојата голема одлука тогаш беше да ја напуштам Полска, да завршам со академијата, со универзитетите, со тој професорски дел од мојата Ти дојде довде студенти? Студенти можеби не, повеќе реформите во образованието, начинот на кој што образованието се промени во административна работа, реформата во Болоња која што сметам дека го значително го ослаби високото образование, стандардите кои полека почнуваат да се менуваат. Едноставен, банален пример, ако предходно составувавме, не знам, испити предавање, мерка за тоа испити предавање беше најдобриот студент, сега е малку обратно. Сега таа мерка ја поставува најслабиот студент, зашто сите треба да завршат високо образование. Тоа е апсолутно банално. Не сум, банално, безобразно е, глупаво е. Така е, но да не го обвинуваме само реформите и системот, јас Кај нас се случи тоа со девалвација, со отворањето на во секој гранапче факултет, дисперзираните студии, се девалвира високото образование комплетно. Не, јас често викам, држава во која што е стандард сите да имаат високо образование, има сериозен проблем. И не треба да се грижи за собствената иднина, оти така ја нема. Треба да се грижи за собствената иднина, бидејќи создала многу неспособни луѓе. Апсолутно. Има диплома за високо образование, одбива да работи било што друго, например. Еден од аспектите, не правиме муабет кога ќе дојдат до работно место со таа диплома која што само тој си знае како е земен. Суштина работа, секоја, многу лесно се мудрува, ама секоја работа треба да ја третираме исто. Дали е факултетска работа, дали е концерт под сато, дали правиш кафе во кафуле, тоа треба да биде професионално, во чист и убав филџан подадено. Во најмала рака. Во најмала рака, да. И си идиш и како... И си идам не со намера да останам. Да. Идам да си ја донесам тогаш, да ги видам пријателите, родителите, имав неколку договори да превод. Мојата идеја беше 5-6 месеци да не правам ништо, да си преведувам книги и тогаш сакам да се преселам во некаде во Америка. Латинска Америка, да не во јужна. Не во другата. Јас сум медитеранско дете. Јас секогаш викам дека Прилеп е медитерански град и ги прашувам другите, јас живеем на Медитеранот, не знам кај живеете вие. И така се трудам и да се однесам. Па види, во декември, во јануар не личи баш многу на Медитеран, ама има понешто дувнува помалку ветренце. И како што викаш, ти си дојдов и почнав да разговарам со пријателите, со луѓето од градот, со сите нови луѓе кои што јас ги запознав во градот, зашто многу луѓе јас не познавав. Сепак 14 години претходно студирање во Скопје, скоро 18 години не присуство во градот. Тогаш беше и периодот на некоја голема
тогаш надежна промена во државата, која што за жал не се случи. Само уште повеќе ни уби надежда. Така. И тука веројатно се јави и потеклото родом, нели, од Прилеп, некој вид на инает. Во еден момент, буквално онака ми дојде преку глава тоа што сите се жалеат, сите тврдеа дека Ништо нема, ништо не се случува. Во Прилеп нема публика, нема за кого да се создава, дека никој не е заинтересиран. И тоа буквално беше чаршиски муабет под сато. Кога јас само на масата кажав, за неколку месеци јас ќе докажам дека е обратно. И така почна јавен простор. Како самостојна иницијатива, која тогаш си повлече многу луѓе, многу публика, многу Следбеници. следи свежи идеи, следбеници и може би јавен простор активно не се случува сега, но тоа испадна дека е некоја иницијатива која што буквално е самоодржлива, зашто од јавен простор излегува многу бави работи, многу луѓе се запознаа, многу луѓе се поврзаа. Емисијава ја снимаме на јавен простор. Јавен простор. Да, и затоа платформата или иницијативата ја нарекохме јавен простор, за да се вратат некои заборавени простори на граѓаните. Сатот не беше така племенито место пред Апсолутно. 7 години. Апсолутно. Сега сато има веќе сосема различно значење. Има сосема, буквално сега стана символ на градот, Да. поради тоа некое поврзување, зашто како и да звучи сега од оваа перспектива, но тие некои си 2 години кога јавен простор многу активно работеше, сатот буквално стана место кое што ги поврзуваше луѓето и каде што излегуваа сите. Колку луѓе долго време што не излегуваат од дома, излегува конечно. Гледаш, например, веќе социјалните мрежи беа сериозно развиени, Facebook, кога ќе направиш настан, стасува до огромен број на луѓе, гледаш, нешто се случува на место кај што е... Да. Неколкуте фестивали што јавен простор ги повлече, тоа што Марко на улица, Не е случајно влечено. Други иницијативи што настанаа, бендови, движења, давање на насоки за развој на некои иницијативи, издруженија. А и на идеи, на личности. И на идеи, на личности. Сега замисли си да живеевме по некое општество кое што се поддржува взаимно и институционално. Какви би биле влијанијата и последиците, зашто масовна иницијатива е последица за некого. Нормално. Низу дека мислата си ги правам дигресии. Не, јас сакам само да ти поставам под прашање, пошто сакам да фатиме многу повеќе теми да го заокружиме вака. Јавен простор со активното функционирање заврши со пандемијата фактички. 2018-19 беше и 2020 знаеме. Прашањето моје е, што го пасивизира јавен простор повеќе, пандемијата или реално виде јавен простор дека нема баш подлога за развој? Простор, дека за јавен простор има потреба, тука сум апсолутно сигурен, не само јас, туку и сите што биле некако поврзани со Подпишуваме со две раце. Јавен простор и тие тела, дали тоа било општина или министерство, што во тој период некако успеа тоа да го препозна и да го поддржат. Значи, ако една јавна иницијатива или платформа неа, за жал, политички обоиш, многу е тешко да ја одржиш. А не е нели идејата од јавен простор да се развива, за да поддржува нечи проблеми или интереси. Еве, многу банално ќе го објаснам тоа. Ако сатот беше место во кое што никој не сакаше да прави настани, нели се случуваше во Прилеп на плоштадот. Така. Кога профункционира јавен простор и околу сатот и на луѓето им се направи таму навика,
И Се случија покрај неколку нашите- непосакувани ги настани. Непосакувани, може би не би го употребиле тој зборот, но некако во тие дискусии со политичарите, со директорите од градот, некако постојано се обидува да ја протниме идејата дека тоа треба да остане чист простор. Се додека не се случија првите избори, првите митинзи, од площадот да ги пренесат кај сад. Па затоа реков, може нема да го употребиме зборот непосакување, ама точно е. Јас еве лично не посакував, освен културни настани, таму се случува други работи. Значи не само културни еве. Имаше слоу, она класични културни слоу фуд се случува таму кој што исто е преубав настан. Да. За така Мало пазарче. Или ние сме секогаш отворени. Мислам, во секој случај дури е подобро во септември да нареди пампори да печеме пиперки, него да има политички настан тука. Тој е преубав настан. И тоа е ми се допаѓа. Ај варијада. Нека му дајме друго име. Не, мислам се мораме ради пошто имаш питијада, крушијада. Да. И знаеш, јавен простор мора да биде да прерасне во доколку се случува понатаму во некој проект или да се претвори во работа. Тие 2-3 години од јавен простор се случи во таков период од мојот живот кога јас немав потреба од работа, имав и заштеди, имав и многу слободно време и бев во тој луксус јавен простор да ми биде приоритет. Нели? Но знаеш, серите идејата инако функционира. Идејата јавен простор, значи благородноста на идејата да биде самоодржлив и ти инсистираше на тоа стално да се појави некој друг кој што ќе превземи па ќе го предај на трет. Мојата идеја никогаш не било јавен простор или фестивалите или со Марко на улица или што и да сме правеле да останат мои. Јас немам ни таков сензибилитет, интерес. Јас сакам да создавам работи и ако идејата предадам некој. После Марко на улица беше за следната година, луѓе, дајде кажете лик кој ќе го реактуализираме. Јас сум тука да помогнам, ниту се појави некој да каже лик, ниту да... Добро, мислам дека уствари Марко беше 2019, така да и следната година беше за прескокнување. Ама на Прилеп убав фестивал му се нема случајно. Убав концепт му се нема. Да, концептот е прекрасен и дефинитивно имаме уште ликови кои што треба да ги реактуализираме. Се надевам дека и преку ова платформа која што моментално ја користиме да апелираме и јавно, луѓе, јавувајте се, пишете ни на Facebook, идеја, лик. Тука сме, кој што се случи тоа. Предложете човек, мислам, ние мислиме дека ги знаеме луѓето во Прилеп, но сигурно има фантастични луѓе кои што не ги знаеме, не сме чуле, ние не смееме во ниеден момент кога зборуваме за Прилеп и кога критикуваме од аспект на недостиг на култура, културни настани, точно е, сето тоа стои. Но при тоа некаде во позадина мора да го имаме фактот дека Прилеп е социјално неактивен град. Апсолутно. Најголемата целна група на Прилеп за било каква манифестација е социјално неактивно население, кој што не излегува, бидејќи причини има многу, но и социјално неактивно. Правим уабет дека има периоди во годината кај што, например, може да ја отстрани с причината финансиска состојба. Во лето, за да облечеш едни бермуди, една мајчка со косирака и да појдеш на настан до Сато или на кај камената бина и не треба ништо. Дури подобро е да се... Ама не се случува. Не се случува и знаеш, во Прилеп има многу големо културно-интелектуално јадро, кое што е неактивно. Значи, дури од обично вечерно излегување. Јас не икам да излезам на вечер за да го правам истото што го правам и денски, например. Нормално. Не икам да одам на, не знам, сега банални примери наредувам, но тие банални примери ја даваат суштината. Не икам да слушам 4 бенда 6 години. Нормално. Не икам да слушам бендови кои што введуваат во репертоарот по една нова песна, а сме ги слушале за 3 животи.
Значи, ако немаш ти причина, ако не си мотивиран, дури да тој банален концерт, едноставно нема Сега сакам да те однесам, пошто снимив околу, не знам, 17 емисии со музичари, тие се малку тешки и крути да искритикуваат, без разлика што мисли, значи, пред камера и како народ сме си такви, обично сакаме да се замериме. Сакаме со сите да си живееме и на крај со никој не си живееме. Сакам да те прашам за одна кованица и скоро на секој му ги вам поставено ова прашање, особено за музиката важи, пошто спомна за репертоара на бендовите ме донесе натаму сега, кој овие кои што свира турбофолк, кој ќе ја употреба, особено ти, ама народот то го бара. Според тебе, како човек кој што реално се занимава и со истражување и со психологијата на масата и да кажам, што е то бе народот го бара? Дај објасни ми, не го разбирам, никако да го разберам. Сега, ако го ставиш тоа во некој културен контекст на нашето живење, народот го бара, а при тоа народот нема избор, значи народот оди на тоа што е понудено. Јас секогаш кога разговарам со дали со луѓето кои што имам некои предавања, работилници, дали со музичари, со луѓе од театарот, секогаш некако се трудам да ги убедам дека најголема корист или победник во некоја работа е тој што создава нови навики кај народот, а не му дава на народот тоа што бара. Ама не знаеш, многу ми е интересна приказката народот тоа го бара или народот тоа го сака. Јас сите ги памтиме 90-ти прилично, мислам баш онака како деца во основно и средно училиште некаде на почеток и се сеќаваме на првата сапуница која што ни ја донесе. Ја мислам дека народот не бараше тогаш да ја донесе. А сите се инфицираја онака квалитетно. Добро, некоја си нова појава. Не, муабетов ми, ама после тоа следува народот бара такви серии. И тоа еве трае се уште. Ама сега, но тогаш не го бараш. Народот толку лесно влегува во некоја банална навика. Ние градиме навики без да забележиме. И сега, ако се вратиме на сериите, мислам, не знам да, јас не гледам телевизија, но знам дека на телевизија кога ќе одам веќе моите, е серија вести. Навика. Навика е веќе. Значи, и да, изазната работа се тие работите, мислам. Ке земеш, ке загледаш некоја серија, ќе те интересира. Муабетов ми, ќе разберам некој 50 годишен музичар кој што му се довде и сака да свири свадби, сака да свири во кафана Турбофолк, повеќе пари. Деца на 19 години кои што нема никаква бунтовност и никаква желба да искреира нешто нивно, да направи некаков комплицирана тема сега слегото. Ама се професор си што да ти бра, морам да не сам таму, ако не со тебе, со кој овој му? Младите не се бунтовни од многу причини, но една од најважните причини зашто нема во ниедна сфера од нашето живење, дали културолошка, политичка, ноќно излегување, образование, има апсолутен недостиг на лидерство. Сите не имаме потреба, колку и да сме мудри, паметни, образовани, интелектуално настроени, подковани, колку и книги да сме прочитале, имаме потреба од лидерство. Лидерство значи не само некој што знае да не води, некој што јас бирам да му се восхитувам и сакам за него да зборувам, сакам некои слапки негови да следам, да ги репродуцирам, да ги развијам. Тоа е лидерство, не е лидерство некој што кажува нешто, Самија донесе темата кај што мислам сега сакам да го развиваме тука муабето, значи кога спомнуваш лидер од поширок аспект, во 30 колку години сме независни, 33, 32, не е ни важно, преку 30 имаме. Колку јавни личности кои што не се политичари можеме да наброиме и се влијателни. Да. Се уметници, се професори, се не знам. Да, јас не сакам да кажам дека нема луѓе кои што го имаат капацитетот.
кој што, ама сето, кој ги немаме, не создадовме Како ги препознаат тие лидери кога никој за нив не зборува, например, ниту на училиште, ниту дома. Сега наједноставно е да го обвиниме образованието, но образованието продолжува. Ја мислам дека најмногу е дома и најмногу е до медиумите. Затоа што барем од кога се сеќам јас од 2000-ти години наваму, 2002 станав возрастен, на сите насловни, на сите почетоци на вести, на сите само политичарите се. Таму некој уметник, спортист, не знам, па скрај да е поет, сликар кој што не се воопшто не се атрактивни за широката маса уметности, то некаде може по некоја аголче на последна страна ќе го најдеш. Дури не одназад, на последната однатре. Така. Мислам дека таа вина јас носат исто делумно, колку и ние двајцата да ја сакаме уметноста и да се дружиме со уметниците и самите уметници. Се согласувам. Уметниците во Македонија во последните 10-15 години мислам дека си дадоа самите себе си некој преголемо значање. И дека од уметноста направија ексклузивно, неинклузивно општество, заедница. Значи ја претвори уметноста во индустрија. Несомнено уметноста е индустрија. Но сега мислам дека тука тие ја претворија во индустрија само за нив. И сега, јас често ова го споменувам и често ми се лутат многу од моите пријатели уметници, кога викам дека си придаваат големо значење или често си даваат за право да коментираат дека треба да бидат сега во овој момент тие посебно почитувани, повеќе вреднувани од претходно, дека останале, не се иселиле од државата, дека работат на развој на државата, на образованието, ја штитат културата, а во суштина Како работа? Кога последен пат се сеќаваш уметник да излегол, кој што е од најпознатите, политичар прави глупост, излегол и кажува прави глупост. Така. Сега, например, ми излезе преработка на некоја песна од еден од најпознатите наши ликови во Македонија, се тепа со бугарите во песната. Нас не убијаја политичарите овдека 30 години од крадење, од малтретирање, од влечкање по автобуси, уста нема отворено, ама на бугарите како му го плесна, му е гајле на бугарите за него. Ама ако зборни против наш, некој да застане за сопствениот народ, тогаш ќе добие на тежина. Така. Тој аспект од политиката да го ставиме се согласувам. Но ако за нешто ми е мака во буквална смисла на зборот во однос на македонската политика, дека тековната македонска политика, тековната и сите неколку претходни направија ние да не ја сакаме сопствената култура. Затоа ми е најмногу мака. Дали краделе, дали биле корумпирани, ми е дури помалку важно. Од ова дека направија да бидеме народ кој што не ја сака сопствената култура. Народ кој што не ја сака сопствената култура, не само што не постои, едноставно не заслужува да постои. И ќе го завршиме вака муаветов, не само што ни се стемнува, ама е многу добар луѓе да ја развиваме, да си ја засакаме, да си ја развиваме нашата култура и тогаш ќе можеме да тргнеме некоја нулта точка во која што сме закопани некој. Тоа дека некој на кратко, на периоди од серија на некои сопствени мали и големи интереси присвоил дел од нашата култура и ја манифестира, ја представува како види тој дискриминално не треба целосно да не оттргнува од неа. Значи културата, традицијата мора да најдуваме начини таа да обстојува. Знаеш, кога кажувам дека станавме народ кој што не ја сака сопствената култура, тоа исто можеме да го следиме од аспект на секојдневно излегување, од аспект на боемштилук,
Гледај какви се цените во кафаните. Ние сега размислуваме дали да одиме, например, во кафана. А кафаната е дел од нашата култура. Кафаната е еден од најважните делови на нашата Ова многу култура. банално звучи, но во суштина е така. Кебапче од 30 денари ја менува нашата секојдневна навика, например. А тоа е менување на нашата култура и традиција. Кебапчето сега го избравме како Символ. Да, или чорбата. Нели? Сега јас сум банални сум облативен, буквално. Ако порано одев 3-4 пати, сега некој кога ќе ме викне, размислувам дали да одам, зашто уште не расонет, сум потрошил 300 денари. Јас мислам дека појчен дека немаш заштеди од Полска, појчен се забркавам на друго место. Се согласувам, прескапо е, безобразно е скапо кај нас и тоа е едно од нашата нова култура која што се случува. Појде струјата, не знам, 70% се покачува цените, 80% си симни, струјата 30% ништо не се намалува. Да. Пак не сакам да звучам премногу сурово, но мислам дека моментално немаме култура. Мислам, имаме пројави во културата, струења во културата. Имаме групи на луѓе кои што сакаат нешто да направат. Пројави и струјања кај што на култура, за жал, во моментов немаме. Немаме и затоа треба поќе да патуваме. Бидејќи ти спомна дека патувам. Ќе ставиме друга емисија за патувањата. Испатувај уште некаде за да имаме онака... Не, една реченица, ќе ја поврзувам со ова што го... Не знам дали ќе се гледа ова веќе што темница е надвор. Зошто е патувањето многу важно? Само во конфронтација со друг народ и со друга култура ќе научиш да се вреднуваш и да ја сакаш сопствената. Затоа е потребно патувањето. За многу патувања и за многу убави луѓе и средби. И средби, и настани, и вас ви посакувам многу патување на сите и намалете ги кебапчињата, бе.